сега е време повторно малку да се обидеме, да ја свртиме енергијата и да ги свртиме содржините кои што ги третираме во нашите утрински дружења. Ќе говориме за танцот и нашата Слободанка веќе го пречека вториот неизин гостин. Станува збор за доктор Владко Павлевски, председател на Прима Данца и човек кој што неуморно не инспирира и не тера да танцуваме и со отворени, ама и со затворени очи, па да танцуваме на доште нешто магично. Така, нели, Владко, добре дојде за тебе. Добро утро, поздрав до гледачите на Алфа. Суза, јас велам како да ве најавам. Го стори тоа за мене и многу ти благодарам. А дали си забележала дека кога сме јас и ти на утринската имаме уметност, музика, танци? Уметнички души сме. Уметнички души, да, се совпаѓа некако. И секако и Суза е тука исто да ве праша она што во моментот ќе и дојде. Низ разговорот ќе имаме можност да разговараме за Прима Данца, затоа што ќе се случува нешто многу убаво. Но и од мене ќе ви посакам добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам. Имавме дама, сега имаме еден прекрасен господин. Благодарам многу. Така да. Ајде да зборуваме за она што веднаш ќе опатиме таа тема, за она што ќе се случува кај нас и јас ќе оставам на вас, па потоа ќе се надоврзаме и со други теми. Еве, традиционално, по оваа година јубилејно, 15 години, Македонија Опен. Браво. Ке се случи, меѓународни танц над превари. Сите дисциплини се застапени, стандардни, латиноамерикански, модерни спортски танци. Посебно го потенцирам делот спортски, затоа што на вистина во нашата избоиме, да. Иако танцот е, да кажам, една врста аристократски спорт кој што е симбиоза на уметноста со спортот и му доликува, да кажам, да го тие денови кога ќе се одвиваат над преварите, да ги гледаме како наш празник за танцот, затоа што секоја година овој настан на вистина привлекува многу внимание не само во регионот, него и пошироко. Полека после, како да кажам, после ковид пандемијата некако се враќаме повеќе на пиедестал заради тоа што тоа е убаво. Да, 2019 на пример имавме еден страшен одзив од околу 38-9 држави од 3 континенти. Класата на надпреварите беше многу висока. Оваа година таа класа ја враќаме назад, нели? Лани имавме негде околу 23-4 држави учеснички, оваа година мислам... Што воопшто не е мала бројка кога ќе слушнам, сепак голема е бројката на земји кои учествуваат. И оваа година се надевам дека ќе достигнеме до кај 30. Двата најголеми танц надпревари се внатре, да кажем, во целиот проект. Надпреварите во стандардни латиноамерикански танци, каде што се надпреваруваат танцови спортски двојки од класата на адулт. Тоа е возраст 19+. Тоа значи дека тие се најснажните, најмоќните, најсилните, биолошки најактивните. Знаете како малку, ајде да позборуваме за ова, многу ме интересира, затоа што и кога зборуваме за данца, спортски двојки и еве овие останатите, како да ги наречеме, поуметнички, ги делиме на како? На какви двојки? Ајде малку да го појасниме тој термин, кога станува збор за танцувањето. Значи, ако сакате, двојта е приказната веројатно во рекреативна и во спортска смисла. Ако е рекреација во прашање, тогаш секој со секаква врста спорт може да се занимава во рекреативна форма. Меѓутоа, кога зборуваме за спорт, станува сериозна работата, нели? Значи, ако гледаме од највисоката инстанца, нели, од Меѓународен олимписки комитет, каде што Светската танцова спортска федерација е членка редовна, World Dance Sport Federation, која што е governing body, која што ја контролира танцовата приказна спортска на светска инстанца, ние, како Танцова спортска федерација на Македонија, сме редовни членки на таа Светска танцова федерација. По таа хиерархиска линија гледано, овдека имаме членство и во Македонскиот олимписки комитет, имаме препознаеност од Агенција за млади и спорт со решение за ден, како национална танцова спортска федерација, која што го третира танцовиот спорт во Македонија. Значи, признаеноста од државата, нели, поврзано хиерархиски по линијата до Меѓународен олимписки комитет, веќе ја дава нотата на сериозен спорт, нели? Кога ќе
ги анализираме и малку и другите приказни околу, а тоа значи дека не гледа само државата во однос на тоа дали сме ние членки на МОК, дали сме на Агенција за млади спорт, туку и дали соработуваме со други институции. Значи, например, ние сме членки на Сојуз на спортски федерации на Македонија, имаме меморандум за соработка со Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Значи, тамо каде што во спортот ќе ставите и наука, веројатно имате предиспозиции да постигнувате и добри резултати. Така, сега колку членови имаме ние тука и за колку бројката и колку се тие оние професионалци кои што не представувате и надвор од нашава земја? Да, Танцовата спортска федерација на Македонија брои 10 клубови, кои што се низ целата држава и тие се активни членки во федерацијата кои што партиципираат со своји танчери спортисти во различни возрасти, нивои, класи, поделби има, значи многу во однос на таа приказна. Првенствено гледајќи во однос на дисциплините. Станува збор за стандардни, латиноамерикански и модерни спортски танци. Сите тие дисциплини ќе се најдат на 18 и 19 ноември во спортскиот центар Јане Сандански. 18 ноември ќе биде ден кога ќе се одвиваат надпреварите повеќе за танцовите спортски двојки. Така. Тука ќе се случи, да кажам, тоа посебно латиното гори, затоа што на линкот уште течат пријавите, мислам дека ќе имаме пробив стварно голем. Тука посакувам да е така на вистина, да. На вистина е така, да. Неделата ќе бидат застапени соло дисциплините, тимовите во модерни танци, значи како ви кажам, една голем таймтейбл ќе има, многу дисциплини. Да, многу дисциплини. Меѓутоа, колку време е потребно за сето ова да го организирате и да изгледа безпрекорно, затоа што се гледа веќе и по зборувањето и вие колку години сте во танцот, дека се работи за еден голем професионалец. Меѓутоа, и сигурна сум дека во организирањето истото го барате да биде се на највисоко можно ниво. Меѓутоа, дали е тоа, би сакала да ве прашам и следно, покрај ова прашање, дали е тоа возможно кај нас сето тоа да се реализира на такво едно ниво? За да кога ќе дојдат од другите земји, истото го почувствуваат како да се некаде на, да кажам, еве, побогатите и поразвиените земји. Ајде вака, да ви кажам, бројката само на официјалци кои што ќе дојдат, значи меѓу кои што најголемиот број се суди, се ни повеќе ни помалку 40. Тоа е навистина голема бројка, да. Значи, тие се од негде, колку што јас ги броев утрово, негде околу 25 држави. Како одат комуникациите, организациите? Кај е поентата? Поентата е во тоа дека на судиските панели се одредуваат судии посебно за секоја дисциплина. Тоа значи дека од кога ќе стартува конкурентноста на одредена дисциплина до нејзиниот крај, до, да кажам, финалниот дел, е истиот судиски панел. Меѓутоа, не може еден ист судиски панел да ги издржи тие двата дена. Да, верувам. Да работи нон-стоп и заради тоа е потребно да имаме повеќе официјалци кои што се дојдени кои што ќе дојдат за да ги распределиме во судиските панели за да може да издржат таа приказка. Да. Двата дена веројатно од 8 до негде полноќ. Јас се надевам дека имаме материјали кои ги побарам од поминаа материјалите, јас уживам во фотографиите. Да, еве го. Навистина еве, ова кога ќе се погледне ова приказна, ова прекрасно нешто, ова уметност, преку танци изразена, немам зборови навистина. Јас секогаш уживам кога ги гледам вака танцовите двојки и едноставно колку време е потребно за да еве една танцова двојка вака ја погледнеме. Да, колку време, низ кој филтер треба да се помине за да се дојде до ова совршенство, да кажам. Зошто е ова спорт? Нели? Затоа што е присутна суровоста. Така. Тоа значи дека треба многу години за да дојдете на ваква класа. Верувам. Еве, ако гледате, ова се снимки од 2019, например, кога ние имавме отворени светски првенства, на кои што и во стандардни и во латиноамерикански танци, двојките кои што беа во финале, беа меѓу првите 10 на светските ранглисти. Што сакам со тоа да кажам? Значи, оние кои што се надпреваруваат во адулт популацијата и стандардни латино танци, тие собираат поени за пласман на светска ранглиста. Нешто слично како тенис. Значи, со тие поени, тие скокаат на ранглиста, зависно од тоа на кој надпревар се надпреваруваат, каква е неговата класа, кои се стандардите, кои се задоволуваат, и тоа бил да одреден коефициент кој што им ги зголемува поените и затоа е трка за тие поени. Освојувањето на тие поени ги прави повисоко на позициите на ранглистите и што се тие повисоко, тие се
да кажам, поквалитетни двојки. Значи, да имате двојки кои што се меѓу првите позиции на светска ранг листа, тоа значи дека ги имате најдобрите двојки на планетата. Тоа е буквално така. Значи, тогаш кога беше 2019-та, нели, во Борис Трајковски беше надпреварот, ние во финалето, 6 двојки се во финалето, имавме, сите 6 беа меѓу првите 10 на светска листа. Посебно стандард, посебно платина. Значи, едни од најдобрите двојки буквално на земјата. Ме интересира и ве кажавте, повторно ќе се навратам, затоа што сум љубопитна, да ви кажам искрено. По танцот сме јас и Сузе, и си го сакаме многу, меѓутоа некогаш треба и да пробаме да видиме дали ќе не бива. Сега, од оној долгиот период, за да дојдеме до нешто вакво, тоа нема да се случи. Меѓутоа, ако ништо друго да танцуваме или пак да уживаме во танцот. Во моментот, затоа што кажавме е потребно многу подолг период за да се дојде до еден ваков краен резултат, производ, да. Имаме ли во моментот почетници и да, и знаете како ме интересира, дали се откажуваат или толку е голема желбата за танцот и се продолжуваат понатаму? Еве околу тоа малку да ни кажете. Знаете како? И желбата во Македонија за танцот. Значи, масовноста е присутна во почетните инстанции секогаш. Но филтрацијата во однос на тоа кој ќе дојде во високо квалитетни спортски води, бара многу работа. Значи, бара пред се многу работа, бара многу финансии. Сепак е ова аристократски спорт, нешто што нити ние сме го дефинирале, нити ќе го смениме. Едноставно е така. Светот се движи така. Спаѓа во рангот, не знам, ви кажав, со тенис, голф, крикет, конјички спорт. Значи, тоа е, да кажам, спорт со потекло од аристократијата. Самиот тој збор кажува колку е тоа, нели? Приказната е таа. И секоја инвестиција во тоа не значи дека на крајот ќе доведе до врвни резултати. Значи, секој кој што има намера да се соочи со тоа и кој што сака да влезе во такви, да кажам, води, да се надпреварува до висока класа инстанции, мора да биде свесен за таквата инвестиција. За тој пат кој што треба да се оди по патот. Врвен во тоа, но тоа е една одлична рекреација и забава. Апсолутно, не. Значи сега кога веќе одиме на другиот крај, нели тоа е рекреативната форма. Во рекреативната форма, како да ви кажам, дојдете, уживајте, забавувајте се, рекреирајте се, тоа е приказно. Меѓутоа кога станува збор за професионалноста, Јас сакам да ви се замешам малку. Секако, Сузе. Медиумски луѓе и Слободанка и јас често пати ги коментираме содржините и што е она што би сакале ние да го гледаме, особено во вечерните часови, ние мајките на малолетни па и на полнолетни деца и баби се разбира, тука јас се вбројувам. Јас, да речеме, покрај музиката и танцот би го ставила нешто што на вистина може да ме релаксира и да го гледам во вечерните часови, но танцот е нешто кое не достига многу на нашите медиуми, за разлика од многу други светски медиуми. Кај нас многу повеќе акцент се става на музичките шоуа, што не е случај со танцовите шоуа. Зошто ми се случува? Дали е тоа политика на нашите медиуми или е можеби ваша недоволна ажурност? Може би и двете. Искрено, како да ви кажам, вие се сеќавате на проектот Танцот звездите, нели, кога беше, да кажам, стварно медиумски бум и тогаш колку што се сеќавам, нели, во разговор со официјалните кажува дека коефициентот на гледаност, медиумски гледано, нели, не бил поголем од кога постојат медиуми во Македонија. Верувам. Значи, буквално беше така. Како да ви кажам, значи, притисокот мој реално е голем за да се врати шоуто на сцена. Дали ќе се случи тоа во иднина, не знам. Да притискаме сите. Меѓутоа, на вистина, беше шоу кое што му даде доста голема популарност на танцот. Многу возрастни аматери да се опроба, дека можам и јас да танцувам ако се ослободам од предрасудите. Тоа шоу е реално една врста драма, како да ви кажам. Значи, затоа што е драмска акција, веројатно е големо, е многу привлечно и за очите на гледачите. Апсолутно, да. Кога беше па да се совладаат сите оние чекори да ги гледаме како танцуваат, тоа е стварно за воодушевување. И заслужуваат. Ке вежбаме, упорни ке бидеме. Буквално, како да ви кажам, салите во Прима Данца гореа 24/7 таму. Можам да замислам. Буквално, они има една недела време да се подготвуваат за таа приказна и така да тоа беше страшно.
па борби околу тоа кој ќе опстане, кој ќе испадне. Значи, така. Ајде уште еднаш да се навратиме на она што ќе ни се случува, Сузе, да бидеме и ние дел од тоа танцов викенд Македонија Open 2023, меѓутоа тоа ќе се случи, уште еднаш датумите да ги кажеме и околу организацијата, што е она што ние секи имаме можност да погледнеме. 18 и 19 спортски центар Јане Сандански. 18 ќе биде ден кога ќе бидат на подиум танцовите спортски двојки со различни дисциплини, со двете стандардни латиноамерикански спортски танци дисциплините од различни возрасти и класи. Повторно потенцирам дека двата најсилни надпревари се за стандарди за латино, за адулт популацијата од 19+, каде што и очекуваме и најголем прилив на двојки и да кажам, снажна конкуренција. Вечерта во 19:30 ќе биде гала вечер, каде што кога ќе се изфилтрираат сите во квалификацијските рунди, ќе останат оние најдобрите и ќе ги видиме финалните, полуфиналните и финалните надпревари во вечерниот дел од 19:30. Тогаш ќе биде и презентација и на официјалците, на судиите и така во еден, да кажам, свечен момент, каде кој што прилега на таков проект и кој што е вообичаен било каде да се одвива тој проект, ќе се одвива гала вечерта. Ние ќе имаме таму и покрај публиката која што ќе биде присутна, кои што се љубители на танцот, ќе имаме и гости од странство, VIP и така надам. Значи, оние кои што на некој начин се заслужни и кои што ние им даваме некој респект да бидат присутни на еден таков настан. Авионите ќе слетуваат тие датуми со танцовите двојки, па дури веднаш ќе може да се забележат и по нивниот од што се забележува и кај вас, искрена да видам. И јас се воодушевувам исто и на тоа колку спортот, тоа е секако и спорт, еден вид спорт кажавме и објаснивме, се забележува кај луѓето кои се занимаваат со такво нешто и мислам дека Сузе редно време е да поработиме на тоа. Ќе пробаме. Јас само би сакала еве тука и крај да го искористиме колку рекреативно нека е за тука кај нас. Кој ќе не представува само да кажеме од Македонија на Ки има, не само е. Значи ќе има и танцови спортски двојки, ќе има солисти, ќе има да им посакаме среќа и успех. Надпреварачки тимови, значи и во неделата, нели, како што кажа во неделата модерната проблематика и соло, да кажам, настапите и надпреварите ќе бидат во неделниот дел. И има од Македонија. Како ќе котираме, тоа ќе видиме, значи се подготвуваат сите. Што е она што може да се придобие од танцот? За многу психата, се. Значи, ајде, гледано, ако гледате во спортска инстанца, едно, нели, па одвоете. Меѓутоа, психофизичкиот дел развој нели, е многу важен, поготово за младата популација, а и за повозрастната. Значи, во рекреативна смисла, ако гледате, навистина има придобивки во здравствена смисла, психолошка смисла, значи помага, навистина помага во многу ситуации. Јас кога ќе дојдам да одржам некој час, ако сум изнервиран претходно, веројатно полесно ми е после часот, но како и да е, значи има доста ефекти кои што прават човекот психофизички да се осеќа порелаксирано, поздраво, помладо. Да, навистина од танцот овие се придобивките кои ги слушнавме во моментот. Ние сме разговарале за танцот и во изминатите емисии, меѓутоа секогаш кога зборувам, знаете што ми е она Македонија, кога ќе се спомине Македонија, нас не асоцира на нешто фолклор, нашите убави традиции, што е секако нели за поздрав. Меѓутоа кога ќе знаеме дека и во Македонија ние можеме да бидеме успешни во танци, поготово во латиноамерикански танци, што е од далечните прекуокеански земји. Јас навистина ви се восхитувам, ве поздравувам и ви посакувам уште многу големи успеси да ги имаме. Едноставно со тоа го покажуваме нашиот талент, колку ние умееме и знаеме да совладаме нешто што не ни е наше, меѓутоа знаеме да и умееме да го практикуваме кај нас. Почнувајќи од маите деца кои што се навистина и талентирани, сака само многу работа со нив, сака посветеност, трпение, и се е можно. Ви посакувам голем успех и се гледаме повторно за некој следен настан. Благодарам. Така, благодарност и од мене и посакувам многу успешно да биде целиот настан, како и многу млади да се промовираат во вистинско светло, онака како што макотрпно работат и се подготвуваат со години во прима данца.